Се уште е голем бројот на жени кои не си ги знаат своите основни работнички права, но има и такви кои покрај тоа што ги знаат решаваат да молчат. Единствена причина што ги спречува да пријават прекрашувања е стравот да не останат без работа. Без храброст и непознавање најчесто се работничките во приватниот сектор. Во приватниот сектор, да кажам, значи имаме се уште ранливи, да кажам, области како што се текстилната индустрија и слично, каде што веќе во последните години гледаме дека стварно ситуацијата може би малку се подобрува, но сепак постојат некои елементи на кршење на основни човекови права. Најчести прекрашувања во работничките права има во делот на загарантираниот годишен одмор. Наместо минимум 20 денови, работниците користат само 2 недели. Овде се вклучуваат и саботите и празниците. Па прво треба да се зголеми информираност кај жените работнички, бидејќи стварно имаме жени што присуствуваат на овие обуки што не ги знаат основните нивни работа кои што потекнуваат, како значи тука се работи за прави обврски од страна работникот и работодавачот. Нели имаме често се среќаваме со почитување само на правата на работодавачот, но не на правата на работникот. Според анализите на ова здружение во однос на маж-жена, кај нас постои голема нерамнотежа на пазарот на трудот. Над половина од жените, иако работоспособни, не одат на работа, а како единствена причина за тоа ја навеле одговорноста поврзана со грижата за своите деца.